За работењето на Секретаријатот за европски прашања, за неговата визија, мисија, за функцијата, за тоа докаде е Македонија во пристапните преговори за членство во Унијата. Во овие разговори говориме со државниот секретар во Секретаријатот за европски прашања, Ана Блажевска. Добре дојдовте во програмата на телевизија Ултра. Благодарам за поканата. Често слушаме за пристапните преговори, често слушаме за Европската Унија, меѓутоа, знаеме за постоењето на Секретаријатот за европски прашања, но многу малку знаеме за вистинската негова функција, за неговата мисија во тие договарања, преговарања со светот на Европа. Кои се тие функции кои ги имате? Секретаријатот за европски прашања функционира како стручна служба на владата, односно како институција која што е задолжена за координација на севкупниот процес на зачленување во Европската Унија. Значи, ние ги координираме сите линиски министерства, различните агенции во рамките на нивните области и имаме, можам да кажам, три основни функции. Првата се однесува на усогласувањето на македонското законодавство со законодавството на Европската Унија. Значи, тука спаѓаат сите оние работи што ние мораме да ги завршиме во однос на различните политики, различните закони што треба да ги донесеме. Понатаму комуницираме постојано со Европската комисија, како наш главен соговорник во рамките на пристапниот процес. Одржуваме комуникација исто така со Европскиот парламент, со Советот на министри, преку делегацијата на Европската Унија во Скопје, како и преку нашата мисија во Европската Унија. Мораме да ги информираме на редовна основа за се што се случува во Република Македонија и да следиме се што се случува во рамките на европските институции. Покрај оваа функција, исто така работиме на координација, односно управување со европските фондови. Тука ги имаме ИПА фондовите, меѓутоа и различните регионални фондови, во кои што може да аплицира Република Македонија. Освен тоа, тука се и програмите на Унијата, кои што ги користиме заедно со земјите членки, кои што можеби се малку помалку познати на нашите граѓани. Меѓутоа имаме и билатерална соработка, како со земји членки на Европската Унија, така и со други земји, како што се, например, Кина, Јапонија, Сингапур, Норвешка, затоа што всушност ние сме институција која што е координатор на целокупната странска помош што влегува во Република Македонија. Третата функција се однесува на подготовка на македонската верзија на европското законодавство. Што значи тоа? Значи дека сите правни акти што ги донесува Европската Унија мораат да бидат преведени на македонски јазик и тоа до датумот на станување земја членка на Европската Унија. Тој број на правни акти постојано се зголемува, затоа што Европската Унија носи регулативи, директиви во различни области. И ние, освен превод, мораме тие правни акти да ги адаптираме на нашиот правен систем. Значи, правиме стручна ревизија, јазична ревизија и во моментов имаме преведено некаде, да кажеме, половина, околу 95.000 страници, што значи дека сме на пола пат, дека имаме уште толку да преведеме. Зошто е ова многу значајно? Затоа што, посебно за малите земји членки, една од најголемите победи што треба да ја извојуваат во пристапниот процес е всушност да обезбедат нивниот јазик да биде официјален јазик на Европската Унија. Тоа беше случајот со Хрватска, тоа беше случајот со Словенија и тоа ќе биде веројатно случајот и со нас, затоа и ние мораме да си го завршиме тој дел од домашната задача. Значи целокупното законодавство на Европската Унија да го преведеме и да го адаптираме за македонските граѓани. Во ноември минатата година Република Македонија ја доби 8-та препорака на Европската комисија за почеток на преговорите. Дали имаме до некаде завршено од оваа домашна задача и што е тоа што ни останува? Имаме завршено многу голем дел од сето она што треба да го направиме на нашиот пат кон полноправна членка на Европската Унија. Меѓутоа уште многу треба да направиме. Дел од тие работи зависат од нас, дел се поврзани, да кажеме, со некои објективни фактори во рамките на самата Европска Унија. Сепак, ова 8-ма препорака поред е многу значајна. И тоа од повеќе аспекти. Прво, заради тоа што ние
продолжуваме со тој континуитет, односно продолжуваме да покажуваме дека ги исполнуваме сите критериуми за почеток на преговорите. Во 2017 година Европската комисија најави дека нема да има извештај, значи немаме да имаме нова можност за добивање на препорака. Мораме да работиме со оваа последна што ја добивме. Понатамо, препораката е предуслов за резолуцијата што се донесува од страна на Европскиот парламент и за заклучоците што се носат во Советот на министри. Доколку Европската комисија не ни даде препорака, значи другите тела на Европската унија, кои што се базираат на она што ќе го каже Европската комисија, нема да издаваат позитивни документи за Република Македонија. Освен тоа, овој извештај има двојна улога, значи го следи од една страна напредокот на земјата во изминатата година, меѓутоа ја следи и целокупната подготвеност на земјата за почеток на преговорите. И покрај тоа што не се случува во последниве 2 години. Значи имаме политичка криза, имаме најголем дел од време во последниве 2 години техничка влада, успорување на реформскиот процес, меѓутоа самата препорака покажува дека и покрај сите овие негативни фактори, ние продолжуваме на задоволително ниво да ги исполнуваме сите критериуми за членство. И тоа е всушност од непроценливо значење за нас. Овој извештај представува еден вид на објективна слика, експертска слика за земјата, и тоа буквално во сите поглавја, во сите аспекти, во сите области на живењето, без разлика дали се работи за политички критериуми, економски критериуми или за различните секторски политики, како што се транспорт, животна средина, земјоделство и така натаму. Буквално нема област во која што во извештај не задира и не представува своевидна слика и од друга страна своевидна насока за тоа во каде треба да се движиме, односно што е она што ни останува да направиме. Споменавме дека во ноември го добивме последниот извештај, меѓутоа со години наназад, кога ќе се спомнеше пристапните преговори, се споменуваа поглавјето 23 и 24. Ние ги сработивме предходните, па да дојдовме до 23-тото и 24-тото поглавје или од тука треба да тргнеме? Ние работиме паралелно на сите поглавја. Значи, како што имаме институции во различни области, дали се работи за земјоделство, економија и така натаму, имаме поглавја кои што овие институции ги покриваат и работиме паралелно на сите поглавја. Сега, зошто 23-24 се толку специфични? Тоа се поглавјата кои што се поврзани со политичките критериуми. Значи, судство, внатрешни работи, човекови права. Овие аспекти се најчувствителни во една држава, треба да се посвети најголемо внимание и веројатно секоја политичка криза како она што ја имаме во моментов, директно се одразува токму на овие 2 поглавја. Има уште еден аспект, тоа е влезот на Бугарија и Романија во Европската унија во 2007 година. Се покажа дека овие 2 земји во многу аспекти поврзани пред се со поглавјата 23 и 24 не беа подготвени да станат земји членки. Откако тие станаа земји членки, Европската унија, односно останатите земји членки, некако како да го подигнаа нивото и ги подигнаа критериумите во однос на овие 2 поглавја, многу повнимателно следат се што се случува во рамките на поглавјата 23-24. Ако за Бугарија и Романија беше релативно лесно да ги отворат овие поглави и да ги завршат преговорите, за Хрватска беше многу потешко. Значи, самата таа долна граница на критериуми што мора да се исполнат, со секое ново проширување оди се повисоко и повисоко. За Црна Гора и за Србија, кои што сега се во фаза на преговори, таа граница е многу повисока и всушност Европската комисија воведе еден нов пристап. Поглавјата 23 и 24 се првите поглавја што се отвараат во процесот на преговори и последни се затвораат, односно остануваат отворени во текот на целите преговори, значи дека на некој начин се и најважните поглави во самиот пристапен процес. Морав ова да ве прашам затоа што постојано ги слушаме тие поглавја, многу ретко добиваме конкретен одговор што е тоа што е содржано во нив и што се тие важни. Како и да е, Европската унија
со извештаите постојано бара некои итни реформи во одредени области. Што, докаде сме ние со реформите и кои се во моментов приоритетни за нас? Препораката која што ја добивме во ноември на некој начин беше условена. Значи беше условена со исполнување токму на определени активности во поглавјата 23-24 и тоа се всушност тие активности што Европската Унија ни ги даде во еден вид извештај. Тоа е извештај на експертската група предводена од германскиот експерт Райнхард Прибе или итните реформски приоритети за кои што постојано се зборува. Тоа се низа реформи, односно низа цели кои што Европската комисија ни налага да ги исполниме токму во тие најчувствителни области како што се судство, медиуми, борба против корупција, системот на следење на комуникациите и реформа на јавната администрација. Во рамките на овие 5 области ние имаме дефинирани цели кои што на некој начин представуваат услов за почеток на преговори. Тоа значи дека иако Европската комисија ни даде препорака во ноември, сепак следи како ние ќе напредуваме со исполнувањето на овие итни реформски приоритети. Ние ги добивме како извештај во 2015 година. Се зафативме доста амбициозно. Владата изработи план за реализација на итните реформски приоритети. Меѓутоа, само неколку месеци откако ги добивме, ние добивме и техничка влада, која што сепак немаше доволно легитимитет и политичка одговорност да се зафати со спроведување на сите овие реформи. Токму поради тоа, од тогаш па навамо, можам да кажам дека само делумно, можеби половина, од итните реформски приоритети се исполнети. И всушност, најголемата задача на владата, која што се надевам дека ќе се формира во најкраток можен рок, ќе биде исполнувањето на овие итни реформски приоритети. Затоа што колку и да ги имаме исполнето сите реформи во другите области, нема да можеме да се поместиме напред во пристапниот процес доколку не ги исполниме овие итни реформски приоритети. Така, очекуваме за 10 дена да биде составена новата влада. 2017 рековте нема да имаме извештај, значи имаме целата оваа година да ги завршиме задачите, да ги спроведеме реформите, за да може да следната година веќе да добиеме и конкретно пристапни преговори за Европската Унија. Се надеваме дека ќе биде така. Сепак во отсуство на преговори, како се одвива таа комуникација со Европската Унија и како се остварува тоа приближување кон ова европско семејство? Фактот што немаме преговори всушност многу ни отежнува работата на нашите институции и прави се тоа она што во рамките на преговорите би го правеле со Европската комисија, да мораме да си го завршиме оставени сами на себе, исклучиво со наши ресурси. Меѓутоа, ние и во текот на овие 10-15 години имаме некој вид на основа на нашата комуникација со Европската Унија. Имаме подпишано договор во 2001 година. Тоа е спогодбата за стабилизација и асоциација. Оваа спогодба стапи на сила во 2004 година, се извинувам, и веќе 10 години, 12 години успешно се спроведува. Тоа е од една страна од големо политичко значење, затоа што ние бевме првата земја во регионот што подпиша ваква спогодба со Европската Унија и на некој начин станавме првата земја од регионот потенцијален кандидат за член на Европската Унија. Меѓутоа, од друга страна, тоа е и нашиот договор за слободна трговија со Европската Унија. Кога зборуваме за следење на спогодбата за стабилизација и асоциација, значи дека ние всушност комуницираме директно со Европската комисија, а не со сите 28 земји членки за сите прашања што се поврзани со оваа спогодба. А тоа се речиси сите економски прашања. И доколку имаме на едната или на другата страна кршење на таа спогодба, всушност Република Македонија комуницира директно со Европската комисија и самиот проблем се надминува многу поедноставно. Можам да ви дадам еден пример. Во текот на мигрантската криза на територијата на Грција,
Пругата беше блокирана од страна на мигрантите и македонските компании имаа многу проблеми да обезбедат увоз или извоз и транспорт на нивните производи до и од Солунското пристаниште. Затоа моравме да интервенираме до Европската комисија, која што понатаму ни помогна да го надминеме овој проблем со Грција, наместо да комуницираме со Грција или со некоја друга земја членка. Покрај спогодбата за стабилизација и асоциација, она што е исто така многу значајно е пристапниот диалог на високо ниво. Значи, Европската комисија и воопшто Европската унија е свесна за ситуацијата во која што се наоѓа Македонија. Премногу долго сме земја кандидат за членство, 8 препораки имаме, 8 позитивни извештаи, меѓутоа никако не успеваме да се придвижиме, да ги отвориме преговорите, да станеме земја членка. Во еден период се движевме паралелно со Хрватска. Хрватска е земја членка од 2013 година, а ние за жал сме се уште во чекалната. Токму поради тоа Европската комисија воведе еден механизам што се вика пристапен диалог на високо ниво. Тоа беше своевидна иновација на Европската комисија која што сакаше да даде некој вид на политичка тежина на процесот, значи да не останеме само на спогодбата за стабилизација и асоциација, туку да имаме и нешто што би наликувало на преговори. Последниот состанок на пристапниот диалог на високо ниво се одржа во 2015 година во Скопје. Од македонска страна председава председателот на владата, а од страна на Европската комисија председава најчесто комесарот. И имаме различни механизми да го одржуваме темпото, да ја одржуваме таа динамика. Меѓутоа мораме да си кажеме отворено дека ништо од ова не представува замена за преговорите. Од 2004 работиме континуирано на отстранување на сите оние аномалии, на решавање на сите оние домашни задачи што ни ги дава Европската унија и некако остануваме да каскаме зад Словенија, Хрватска, се веќе членки. Дали недоволно сме ја завршиле домашната задача или пак оној јужен сосед и натаму ни ги прави обструкциите за приемот во Европската унија? Главната пречка зошто Македонија не е член на Европската унија и зошто нема отпочнато преговори се разбира според за името и нашиот јужен сосед. Самиот процес на преговори овозможува на една земја многу побрзо да се ги заврши сите домашни задачи. Ние навистина работиме посветено на исполнување на сите критериуми, без разлика дали се работи за поглавја 23-24 или оние најтехнички поглавја поврзани со различни, стандарди, безбедност на храната или некои навистина технички области. Меѓутоа, за разлика од Србија и Црна Гора, две земји кои што веќе имаат преговори со Европската унија, нашите реформи не се случуваат со толку брзо темпо. Една едноставна илустрација. Во Европската комисија имате посебно одделение за Србија, посебно одделение за Црна Гора, а едно заедничко одделение за Македонија и Косово. Значи, Србија и Црна Гора имаат двојно повеќе ресурси во Европската комисија, двојно повеќе луѓе кои што работат на нивниот интегративен процес, а ние на некој начин ги делиме ресурсите со уште една земја членка, со уште една земја кандидат. Што покажува дека всушност Европската комисија во овој момент си поставила некои географски приоритети, некои други земји се приоритетни, се во тој процес на преговори, а ние се обидуваме сами да се го завршиме сето она што тие земји го прават. Често пати се зборува за скрининг. Скрининг всушност представува анализа на сите поглавја, на сите области, да се види до каде сме и уште што треба да направиме. Ако за Србија и Црна Гора скрининг прави Европската комисија, за Македонија скрининг си правиме сами. На некој начин самиот процес на преговори им дава ветер во грб на земјите и токму поради тоа ние на некој начин со самото темпо на тие реформи заостануваме. Господја Блажевска, иако ние сме во тие отварање на пристапни преговори, пат кон отварањето на членството во Европската унија, сепак низ овие изминати години во повеќе наврати или континуирано користиме ресурси, користиме фондови од
Европската унија. Кои се тие фондови со кои располага Европската унија, а ги користи Република Македонија? Република Македонија користи европски фондови некаде од 96 година наваму. Иако во тој период сумите се помали, од 2007 година наваму тие суми стануваат значително поголеми. Значи ние сме земја кандидат и имаме повеќе средства на располагање. Можеби најпознати фондови се инструментот за пристапна помош или ИПА. Програмирањето, односно планирањето на овие средства оди на 7 години, значи за 7 годишен период, 2007-2013 година, на Република Македонија само преку оваа програма и беа ставени на располагање 614 милиони евра. Тоа е навистина голема сума. Тоа се средства кои што се наменети за проекти во различни области. Еве, чисто да дадеме некој вид на илустрација, имаме проекти во областа на заштита на животна средина, значи еколошки проекти, пречистителни станици, управување со отпад, имаме проекти во областа транспорт, големи делови од автопатите, како например Демир Капија Смоквица или Миладиновци Куманово, се всушност рехабилитирани со средства на Европската унија. Повеќе железнички станици, вклучително железничката станица во Скопје, беа реновирани со средства од ИПА програмата. Понатаму тоа подразбира исто така помош за Агенцијата за вработување, за активните мерки за барање работа. Освен тоа, не само институциите, туку и граѓаните и општините и граѓанските организации можат да ги користат овие средства. Например, општините можат да реализираат проекти за рурална инфраструктура, како што се, например, локални патишта, да решаваат некои проблеми поврзани со водоснабдувањето, со канализацијата. Граѓанските организации можат да ги користат средствата од прекуграничната соработка, значи општините од Македонија можат да соработуваат или граѓанските организации со нивните партнери во соседните земји. Република Македонија има воспоставено ваква прекугранична соработка со сите земји од обкружувањето, значи имаме Бугарија, Грција, Албанија, Косово и најново е тоа што од оваа година почнуваме прекугранична соработка со Србија. Ако во претходниот период 2007-2013 година имавме 614 милиони евра на располагање, за следниот период, значи 2014-2020 година, имаме уште повеќе средства, 664 милиони, значи имаме 50 милиони повеќе средства и мислам дека доста солидно ги користиме. Значи до сега имаме реализирано близу 3000 проекти во рамките на ИПА програмите, што всушност значи дека речиси секој ден почнува да се реализира нов ИПА проект. И имаме искористено до сега некаде околу 70% од тие први 614 милиони. Меѓутоа ќе продолжиме да ги користиме овие средства до крајот на 2017 година. Значи реално би било да се очекува некаде вкупна искористеност на ИПА од 80%, да кажеме. Од сите овие фондови и твининг програмите се тука оние кои што се наменети за вработување, тоа го реализирате во соработка со агенциите за вработување? Секретаријатот за европски прашања всушност ја има таа глобална слика, односно глобална координација на програмите, меѓутоа во системот што ги управува ИПА фондовите се вклучени и многу други институции, во случајот Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување, која што ги користи овие средства во рамките на сите центри за вработување низ Републиката. Твининг проектот поддршка на Агенцијата за вработување во имплементација на активни мерки и услуги започна во јуни 2014 година. Проектот е финансиран од страна на Европската унија со 1,2 милиони евра. Главната цел на проектот е да подобри ефикасноста, ефективноста и квалитетот кои Агенцијата за вработување ги нуди на своите клиенти, преку зајакнувањето на капацитетите на агенцијата, особено во делот на креирање, спроведување и следење на програмите и мерките, кои го олеснуваат пристапот на барателите на работа на пазар на труд и кои се во насока на намалувањето на невработеноста.
Во рамките на проектот се спроведоа 57 обуки, 38 работилници, 17 конференции во кои што беа вклучени повеќе од 1000 учесници. Овде сме во просториите на Занаическа комора на град Скопје. Тука се одржа твининг проектот, наречен Моќта на дизајнот и занаетот, во кој што учествуваа 15 жени. Го посетував курсот за рачно плетење и везење во Занаичиската комора. Со тоа се здобив со сертификат за рачна изработка, плетење и везење за Македонија и имав сертификати за меѓународен сертификат. Со тоа таму што ги посетував обуките, добив идеја за отварање на сопствен бизнис, со тоа што самата себе да си се остварам како личност и пошто уживам во таа работа. Главната цел беше да се оспособат жените за текстилниот занает, предприемништво и секако потоа тоа да го преточат во бизнис. Аплицирав во Агенцијата за вработување за грандот од 3000 евра за отварање на сопствен бизнис. Од грандот јас си набавив репроматеријал и машини за изработка кои ќе ми помогнат за понатака за остварување на мојот бизнис. За твининг проектот ме информира од Центарот за вработување во Битола. Добив телефонски повик во кој ме информира дека се организира обука која што соодветствува на моето образование. Обуката беше поделена во два дела. Првите 3 месеци беше теоретскиот дел кој се одржуваше 2 пати неделно по 2 часа, а потоа 1 месец имавме практичен дел во кој што секој од учесниците имаше можност да изработи свој сопствен проект. По завршувањето на обуката, овие проекти ги презентиравме во просториите на Центарот за вработување во Битола пред нивни представници и представници од твининг проектот. Овој проект за мене беше од огромно значење, бидејќи ми овозможи да се стекнам со нови и да надоградам вештини во кои имав само основно познавање. По завршувањето на обуката, моите очекувања од овој проект се остварија, бидејќи ми беше понудена работа во iSource, фирмата која што ја реализираше обуката, во која што сум вработен и моментално. Заедно можеме, заедно мораме. Кога говориме за фондовите, за нашиот регион препознатлива е програмата Еразмус Плюс. Вие сте исто така преку Европската унија вклучени во реализација на проектите во рамките на оваа програма. Може ли малку пошироко, затоа што многумина веќе знаат, информирани се преку нашата програма за Еразмус Плюс. Меѓутоа, која е таа конекција Европска унија, Секретаријат за европски прашања и локалните единици со Еразмус Плюс програмата? Еразмус Плюс програмата не само за нашиот регион, туку и во европски рамки е всушност најпознатата програма за млади и за образование. Република Македонија ги користи рамноправно средствата од Еразмус Плюс и тоа во некаде 96-7% искористеност. И всушност кај нас Секретаријатот за европски прашања во соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е тандемот кој што е на некој начин задолжен за промоција и за директно спроведување на сите програми во рамките на Еразмус Плюс. Што всушност овозможува оваа програма? Средношколците, средните училишта можат да реализираат некој вид соработка со други средни училишта низ Европа. Студентите, и тоа зборувам за поединци, можат да заминат да завршат еден дел од нивните студии, еден семестар или два, на некој странски универзитет во друга европска земја. Понатаму наставниот кадар, наставници или универзитетски професори можат да одат во друга земја со цел да научат некој нов метод, некоја нова техника на предавање на материјата која што ја предаваат, или па граѓански организации, односно младински организации можат да реализираат проекти со нивните партнери во која да е друга европска земја. Самата програма Еразмус постои веќе 30 години на ниво на Европската унија и е една од тие култни програми што се всушност знак на распознавање на самата Европска унија
И мислам дека е навистина голема придобивка која што би требало граѓаните на возраст од 13 до 30 години да ја искористат. Ние сме тука како институции да им помогнеме во рамките на самите постапки за аплицирање и токму би сакала да упатам и еден апел што е можно повеќе граѓани да ја искористат оваа програма, затоа што процедурите навистина не се сложени и има многу успешни приказни кои што всушност би требало да ги охрабрат граѓаните да се вклучат во рамките на Erasmus+. Токму за Erasmus+ са вие и последниот спот кој што ги имате подготвено во секретаријатот. Студирањето во странство е неверојатно искуство. Неколкумесечен престој во меѓународна средина е најдобрата можност за воспоставување на контакти, увид во различни култури, учење на јазик и созревање на личноста. Erasmus+ е името на новата програма, која се имплементира од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, чија цел е да ги промовира ЕУ програмите за образование, обука, млади и спорт во нашата држава во периодот 2014 до 2020 година. Јас за проектот Erasmus+ дознав во училиште, кој ни кажа дека ќе има обавување на пракса и размена на ученици од Франција и Македонија. Јас користев стипендија од Erasmus програмата за мобилност во рамките на моите докторски студии на Универзитетот во Ница, Софија, Антиполис. Проектот наречен Градиме мостови беше реализиран оваа учебна година со мобилност и обука во Република Чешка во Прага. Erasmus е европска програма за финансирање на младите, основана во 1987 година, која на студентите им нуди можност за студирање или стажирање во странство за период од најмалку 2 месеци до максимум 12 месеци по циклус на студии. Таму престојував за период од 6 месеци. Мојот престој таму беше околу 2 месеци. Двонеделната обука опфати теоретска настава, изработка на бизнис проект, во исто време и наставниците имаа посебна обука, а заедно имавме можност за посета и разгледување на природни убавини и историски споменици. Во Тулон, Франција, јас бев во училиштето Ан-Софи Пик и имав честа да можам да дознам повеќе за послужувањето и за кулинарството. За време на мојот престој посетував одбрани на докторски дизертации, презентации на научни трудови од страна на познати професори кои се одржуваа во Грейдек. Имав пристап до потребните онлайн ресурси за изработка на мојата теза, како и до останатите онлайн ресурси на сите библиотеки во градот Ница. Вкупно 10 ученика беа вклучени во проектот и еден наставник и еден воспитувач како придружни лица. Имавме можност да запознаеме млади и постари глуви лица и да размениме искуства за нивниот статус во нивната држава, а и кај нас и беше многу убаво. Оваа мобилност ми овозможи да ги подобрам моите истражувачки способности, моите јазични способности, но и да стекнам многу контакти и пријатели. Проектот Erasmus+ е финансиран од страна на Европска Унија и за мене беше едно извонредно искуство кое би го препорачал на секој мој соученик. Од 2014 година агенцијата реализирала 2180 договори со учесници од различни профили, 325 договори со организации, 1726 договори со ученици и студенти, 454 договори со персонал и 54 договори со лица со посебни потреби. Заедно можеме, заедно мораме. Каде треба да аплицира поединецот да стигне до твининг проектот или пак до Erasmus+ програмата? Твининг проектите се пред се наменети за институциите, значи граѓаните ги користат придобивките на европските фондови индиректно преку твининг проектите, додека пак Erasmus програмата и другите слични програми, тука станува збор за еден поголем пакет наречен програми на Унија, се достапни директно за граѓаните. Ако зборуваме конкретно за Erasmus, тогаш сите универзитети или сите средни училишта се веќе запознати со самата програма, би требало да можат да им дадат повеќе информации на нивните студенти, наставен кадар или ученици. Меѓутоа се разбира Националната агенција како одговорна институција многу често организира настани во сите градови со цел на некој начин да излезе на терен и директно да ги допре
за целните групи, како што се нели овие кои што ги споменавме. Меѓутоа има и многу други програми за други целни групи, нели ние зборуваме пред се за младите и за образованието. Меѓутоа има програми како што е на пример програмата Косме. Оваа програма е наменета за мали и средни предпријатија и им овозможува да се развијат нови производи, нови процеси, нови технологии. Конкретно за оваа програма надлежно е Министерството за економија. Ако зборуваме за некоја програма во областа на истражувањето, главна програма на Европската Унија е Хоризонт 2020. Тука може да се пријават универзитети, научни институти, компании исто така и контакт институција е Министерството за образование и наука. Оваа институција е исто така надлежна и за други програми кои што се во рамките на таа област. Меѓутоа, еве, бидејќи го представувам секретаријатот, ние ја имаме таа целосна визија за сите програми, така што сите што се заинтересирани можат да се обратат кај нас и ние би им помогнале да го најдат вистинскиот соговорник во надлежните институции или пак доколку се работи за некоја европска институција, исто така ќе можеме да ги насочиме, затоа што за дел од програмите апликациите одат директно преку Брисел. На почетокот од разговорот го загатнавме прашањето каде се наоѓа Македонија во однос на земјите од окружувањето за влез во европското семејство. Може ли само накратко што се прави во тие рамки, каде е Србија, каде е Црна Гора, Хрватска и Словенија се отиднаа веќе, а каде сме ние? Само накратко за да го заокружиме овој дел од разговорот. Па зборувавме нели за интерактивниот процес и за преговорите за Србија и за Црна Гора. Може би не би било најсоодветно да се споредуваме затоа што ние сме сепак во самиот процес многу подолго и во споредба дури со Србија и Црна Гора кои што се нели формално понапред имаат преговори, можам да кажам дека од суштинска гледна точка во однос на тоа што е направено не се воопшто понапред од нас, напротив, или пак ако зборуваме за европски фондови, она што најчесто нели се прашува како ние стоиме во однос на регионот, би било апсолутно како да споредуваме баби и жаби, затоа што Република Македонија е единствената земја од сите 6 во Западен Балкан која што сама си ги спроведува ИПА фондовите. Во сите други институции, надлежна институција е делегацијата на Европската Унија во таа земја. И затоа можам да кажам дека во однос на ИПА, со самиот систем, со самата зрелост на институциите, ние сме светлосни години понапред. И сосема за крај, оно што ние вечна дилема, веќе од 2004 или да речеме од првите извештаи кога почнавме да ги добиваме, некако ни се повторуваат истите извештаи, ние сепак не тапкаме во место, одиме напред. Какви се вашите очекувања? Кога може ние да очекуваме да станеме членка на Европската Унија и до годинава рековте нема да го да има извештај, значи следната година ќе успееме ли конечно да речеме се тргнавме и се ја отворивме самите портата за влез во Европската Унија? Не би сакала да звучам песимистички, меѓутоа ако сме чекале 8 години во чекалната од добивањето на кандидатски статус до денес, веројатно ќе требаат уште толку години за да отвориме преговори, да ги завршиме и да станеме полноправна членка. Има работи кои што зависат од нас, но има работи кои што зависат од самата Европска Унија. И тоа и покрај според со нашиот јужен сосед. Во моментов мора да признаеме дека Европската Унија е преокупирана со внатрешни проблеми. Ја имавме економско-финансиската криза, мигрантската криза, излегувањето на референдумот за излез на Обединетото кралство од ЕУ и Европската Унија и институциите во моментов бараат решение за нивните внатрешни проблеми и внатрешни предизвици. Ако проширувањето беше главна тема пред 10 години, денес веќе не е толку актуелна и не е во приоритетите на Европската Унија. Меѓутоа, ние треба да покажеме дека сме дел од решението, а не дел од проблемот. И да ја подобриме перцепцијата за нас и за целиот регион во Европската Унија. И имаме доста солидна основа за да го направиме тоа. Кога го зборувавме за мигрантската криза, Европската комисија отворено потврдува дека ние бевме на вистина
кредибилен партнер за Европската унија во рамките на оваа криза. Ако зборуваме за економската криза, ние успеавме да ја намалиме невработеноста токму во период на економска криза, да го одржиме економскиот раст кога во целата Европска унија имавме рецесија. Значи покажуваме дека имаме потенцијал и дека нема да бидеме дополнително оптоварување на Европската унија кога ќе станеме земја членка. Сега, во меѓувреме треба да си ги завршиме нашите домашни задачи. Зборувавме за итните реформски приоритети. Мораме пред се да најдеме некој вид на општествен консензус за сите реформи што треба да ги направиме. И во таа насока треба сите чинители, сите политички партии да се насочат кон нашата иднина, ако ја гледаме иднината на Македонија во Европската унија. И тоа не само декларативно, значи потребно е навистина работата што ја прави нашата администрација, институциите, да биде валоризирана, а не да се злоупотребува и да се критикува постојано заради било какви лични, партиски, во секој случај себични побуди, затоа што она што може некој да го расипе за неколку месеци, после на нашата администрација се потребни години за да го надомести и да ја побиеме таа перцепција дека не правиме доволно. Сме направиле доволно, имаме потенцијал да направиме уште многу, меѓутоа мораме да покажеме политичка зрелост и единство во следниот период. Како и да е, Секретаријатот за европски прашања работи во насока на остварување на сите оние задачи кои што ги добива од Европската унија и целта е токму излегување од таа чекална и влегување во тоа големо семејство на европските земји. На тоа се сведува и вашата мисија во работењето. Апсолутно, тоа е нашата мисија. Во моментот кога ќе се отпочнат преговорите, ние да бидеме што е можно поспремни, за да можеме во што е можно пократок период да станеме земја членка. Очекувањата се големи, вашите обврски остануваат, се чини на удар на целата јавност, меѓутоа обврските вие си ги извршувате онака како што ви се зададени како домашна задача. Апсолутно. Господјо Блажевска, ви благодарам што бевте гостин во телевизија Ултра. Отворивме прашања кои што можеби многу малку од нашите гледаци го има одговорот што се случува во секретаријатот и кои сте вашите цели на постоење и действување. Желбата ни е на сите, оно што со години го велиме, членство во Европската унија. Се надевам дека можеби малку ќе задоцни тој процес, но ќе се реализира. Се разбира доколку како земја конечно се дефинираме како членка на Европската унија. Мора да бидеме оптимисти. Оптимизмот пред сеја се разбира и сите вие кои што сте таму вработени имате таква обврска и преземени одговорности за реализација на овие активности. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам. Почитувани, тоа беше Ана Блажевска, државен секретар во Секретаријатот за европски прашања. Говоревме за тоа која е мисијата, која е визијата, која е функцијата на овој секретаријат и каде е Република Македонија во процесот кој што треба да не одведе во европското семејство. Одговорите ги добивме, а вие успеавте, се надевам, да ги проследите сите оние случувања, но и оно што значи фондови за пристап кои што се користат и во Република Македонија, а кои доаѓаат од Европската унија. Еразмус плюс програмата, веќе многу од младите ја знаат. Ги споменавме и оние програми кои што се однесуваат во сферата на економијата, вработување, односно намалување на невработеноста и сето она што е дел од работењето на секретаријатот, а е во функција на граѓаните на Република Македонија. Те благодарам што бевте со нас.